Добро вечер. Во вечерашниот осомаголник, почитувани гледачи, ќе разговараме за една тема која што е актуелна не само во последните години, туку би рекол во последната деценија, можеби и повеќе. Станува збор за проблемите во автотакси превозот во Кочани, односно во општината, со кои проблеми се среќаваат не само автотакси превозниците, туку и корисниците на нивните услуги. Вечерва разговараме со претседателот на Сдруженијето на автотакси превозници во Кочани, Јоце Каров. Добро вечер. Добро вечер. Каров, реков дека автотакси превозниците се среќаваат со низа проблеми во изминатите години. Вие веројатно имате големо искуство во овој дел, бидејќи и самиот се занимавате со дејноста повеќе, би рекол, години, можеби и повеќе од една деценија, така ли? Така. А вака сега, пред да почнеме со разговорот околу такси превозот, јас би сакал да ги поздравам гледачите на вашата телевизија и целата кочанска јавност, воедно и сите такси превозници кои занимаваат со такси превоз. Значи, можам да кажам дека ово што го напомнавте е точно, дека ние во текот на занимањето со такси превоз се среќаваме со многу проблеми. Кои проблеми во текот на вршењето на такси превоз сме ги уочувале, но за жал дел се решава, дел остануваат. Сега јас, приступувајќи во вашата емисија, ќе покушам да ги посочам сите проблеми со кои се соочуваат такси превозници. Реков имате подолго искуство. Колку точно години постои вашата компанија, а се занимавате и директно лично како собственик со превозот? Па, јас се сметам за моментално компетентен да разговарам за такси превозот од причина што јас сум единствен од собствениците на такси компании кои се занимава професионално со такси превоз. А ние од 2001, значи скоро 17 години, се занимаваме со такси превоз. Тоа е мој фамилиарен бизнис, сите сме вклучени во такси превозот. Такси компанијата Джокер исто некаде брои 17 години. Во неја членуваат како јоцеви возила или како такси Джокер, членуваат неколку возила. Во такси компанијата членуваат возила на други фирми, со нивни возила, така да ние в 2017 година броевме некаде околу 30 возила, сега 2018 во текот на разговор ќе покушам да објаснам од која причина броиме некаде околу 60 возила. Во текот на овие години, додека кога започна такси превозот во Кочани воопшто на почетокот на 90-тите би рекол, се појавија многу компании такси, некои продолжија да екзистираат, некои изгасна. Колку во моментов вкупно регистрирани такси компании постојат во општината кои што имаат добиено лиценци? За жал, колку повише одминува времето, такси компаниите затвараат. Сега ќе ви кажам една споредба. Значи, ние кога почнавме да работиме, броја некаде околу 9 компании. Во моментот, такси компании што функционираат во градот Кочани се 3, ајде да кажем и 4. Значи, бројката е намалена скоро за половина. Што значи тоа? Значи, самите проблеми со кои се соочуваме доведуваат да таксистите и кои имат извадено лиценци да одат се ориентират у друга дејност. Например, имаме доста, тоа е факт, дека доста таксисти кои имат лиценци отидени се да возат камиони. Доста таксисти се отидени да возат, да работат во амфенол. Доста таксисти во секоја дејност. Значи, ја напуштаат дејност. Од која причина? Ќе покушам понатаму во разговорот да ви објаснам кои се причините според мене кои доведуваат до оваа состојба. И јас се надевам дека во иднина, во скора иднина, овој тренд на затварање на такси компаниите ќе престане. Збориме за 3 до 4 компании. Колку се тоа вкупно возила и дали тој број на возила ги задоволуваат потребите на корисниците? Вака, значи, вкупниот број на возила, ќе ви кажам дека ние според законот 150 лиценци можеме да извадиме на ниво на општина Кочани. Тука законодавецот одредил колку максимално возила треба да одреди да има една општина. Значи, ние имаме од Советот до 150 лиценци.
со тоа што сега во моментот, јас легално такси компании кои се занимаваат со такси превоз, тие 3-4 што ќе ги спомнам, мислам дека некаде од прилика, кажувам бројките, пошто немам точна информација во другите такси компании колку возила функционираат, некаде 90 возила. Тие 90 возила и самите граѓани се свесни и знаат дека се многу малку за да ги обслужат потребите на граѓаните. Тоа се дешава, значи, од причина што тие што се занимаваат со такси превоз немаат услови, не можат да си ги платат давачките за фирмите. И поради тоа се приморани да ги затвараат фирмите, се ориентираат у други дејности. Значи, многу е лоша состојбата во такси превоз. Кога зборуваме за проблемите, веројатно покрај оние главните за кои што вие би сакале вечерва да зборувате и недостатокот од возачи, бидејќи рековте и самиот поголемиот број од оние кои што се занимавале со оваа дејност, заминале да возат други возила, камиони и така натаму, во странство пред се. Да, значи, сакам да се навратам кратко на мојата компанија, пошто најголемо ми искуството и можам да зборам директно за кај мене каква е состојбата, а веројатно истите проблеми ги имат и другите такси компании. Значи, такси Джокер, кажав, нели, од прилика некаде околу 17-18 години постои, со тоа што ние работевме во почетокот на отварањето во 3 смени. Тоа 3-4 години. Сега ние работиме од наутро 5:30 до 1 навечер. Да, од причина што после 1 немаме возачи кои би останале да работат до наутро. Тоа е едната од причини. Значи, искрено да ви кажам, сите такси компании верувам дека имат распишано, јас за моите кажувам дека имам распишано оглас за такси возачи и за диспечери. Значи, никој не се јавува едноставно да биде диспечер или такси воzač. Буквално никој. Тоа може и да се провере, да речеме, биро за вработување. Зошто неќе? Значи, тука е голем прашалник. Наше мислење дека такси професијата е доведена до дното. И затоа и младите више не сакаат да возат такси. Не мора да зборувам јас кој вози такси. Кочанската јавност сама нека суди, нека види кој вози такси. Порано кај нас беше правило да млади дечки возат такси. И да имат лекарско, да имат сертификати, сите тие документи. Меѓутоа сега што се дешава? Немајќи такси возила, такси возат, пај ќе кажам, нема да спомнувам имења, кои личности возат у градот такси. Луѓето го знаат тоа користејќи го такси. Зборам и за мојата компанија, зборам и за диви таксисти, зборам и за сите, целокупно. Значи ли дека не може доволно да се заработи или е тешка работата, премногу одговорна, па не сакаат младите пред се да бидат таксисти? Па вака, прво, секој кој ќе работи нешто сака да биде ценет. Таксистите се симнати на тоа ниво, што прво како таксисти не се ценети. Зошто не се ценети? Затоа што имаме нелојална конкуренција. Таа нелојална конкуренција прво ни зима дел од колачот, со кој колач ние треба да ги плаќаме сите давачки. Второ, значи, заработката која заработуваат таксистите е многу мала. Ево, ќе ви кажам пример, за да се осигура еден таксист, кај мене, ево, зборам, пошто имам го тоа искуство, имаме возачи осигурани, значи, он, кај нас, минималната плата 12.500, и да сакаме повеќе да му дадеме. И да сакаме не можеме. Не сме во услови. Таква е ситуација, за жал. Тоа значи работење во 2 смени за таа плата или пак... Не, една смена, 8 сати. 8 сати. Меѓутоа се менуваат, веројатно. Нема многу возила, ево се, и тоа е проблем. Значи, ние имаме на возила. Јас кај мене конкретно пак ќе кажам, не сакам да зборам за другите, пошто немам точна информација како и што функционира на другите места. Значи, имаме возила, ево јас кај мене имам компанија, што е здружена, значи такси Джокер не е на ЈОЦ само. ЈОЦ-ово е централата, а кај мене имам фирми што се здружени. И сега они тражат
тие фирми шофери. Меѓутоа, немајќи шофери, на едно возило еден шофер. Значи, едната смена возилото му лежи. А он тоа возило има трошоци, има амортизација, има... Зошто нема? Затоа што претходно кажав, значи, ситуацијата е таа што никој не ќе да биде таксист, за жал, и затоа, ако продолжи овој тренд, значи, да останат дивите, нелојално, да не можеме да и платиме повише на тие што занимаваат со такси превоз, верувајте ми, такси превоз во скоро време ќе сгасти. Неодамна имавте една средба со одговорните во општината и во полициската станица. Произлегувале некакви заклучоци, има ли надеж дека нешто може да се промени? Конкретно за ова што го зборувате, верувам дека најголемиот проблем е во немањето лиценци кај дел од превозниците кои што вршат автотакси превоз, односно дивите, како што ги нарекувате. Вака, значи, ние имаше апел од локалната самоуправа да се продолжат или да се извадат сите оние кои немат лиценци. Морам да се навратам малку назад. Кои се условите и како оваа година, 2018, со што се затечени таксистите. Значи, ние од 2018 сите лиценци што беа извадени на 4 години на ниво на општина Кочани, сите лиценци завршуваат. Ишта не сите 99%. Значи, има то врска да извадат нови лиценци. Меѓутоа, у истиот момент, тоа значи до јуни, до крајот на јуни, законодавецот има уведено, значи, за сите што ќе сакат нови лиценци или да ги продолжат, да имат нови фискални каси со GPS. Што значи тоа? Значи, тука одма сите на кои завршија лиценците се изложени на трошци, ево ќе ви кажам, околу 300 евра е новата фискална каса со GPS. Тоа е едната од врските кои треба да извадат сите што сакат да ги продолжат или да извадат нови лиценци. Друга врска, сите што сакат да извадат лиценци или да ги продолжат, мора да имат положено сертификат, добиено сертификат за такси возач. Тоа се две работи што се за кои треба време. Тие преку ноќ не може да се сменат. Сега ќе ви кажам од која причина. Значи, за да извади нов фискален апарат, точно ќе плати 300 евра, ќе најдат, ќе задужат кредити, знаеме како е, нели? Кој сака да работи, мора да се најде. Ќе купе фискална. Треба му 2 недели у бюро за лабораторија за метрологија да се баждира тај фискален. Треба му да иде возилото у Скопје, да му се уграде инсталации или ако више е имал, стариот кој ќе го сврле, има потреба да се смене джекот, или у Кочани не е битно, джекот кој оде на фискалниот. Ово го кажувам од причина што за сето тоа треба време. А сега знаеме летни одмори, знаеме како течат сите тие работи, дека ево, ќе кажам за сертификатот за такси возач. Прво, треба да се закаже полагање. Минимум 1 недела ни треба. Треба да се закаже да се полага. Од кога се полага? Сите што имат положено. Мине рокови за жалби, не знам дали има тамо или не. Таков рок. Отпосле градоначалникот ги доделува сертификатите. И од како ќе се доделат сертификатите, значи тоа е еден од битните услови за да добие лиценца. Од кога се доделат сертификатите, се комплетираат сите документи. Немате представа, ако не ја носам за жал папката, да видите колку се документи треба за фирмата да изваде. Колку долго трае таа процедура, од прилика? Според мене минимум 2 месеци ќе трае од причина што. Сега ќе ви кажам, значи, точно дека сите требало на време да си го тоа средат. На кој завршил лиценцата, дека треба на време да се изваде. Меѓутоа, имат сите фискални апарати. Сега треба додека му фискалниот трае, значи да го смене, а уште му важе стариот. Значи сите тие фискални апарати што ги купувавме ќе одат ајде да не речеме у корпа, ама мора да се чуват у секој случај. Ќе треба да ги тргнат. Ево, ајде да скратиме, значи ќе треба време за сето тоа. И од таа причина, значи ситуацијата која се е во такси превозот е таква како што е.
Меѓутоа, јас оправдувам локалната, новиот градоначалник, со сите овластени лица, што ево прават акција да се среди такси превоз. Значи, тогаш тоа мора да се среди. Меѓутоа, верувајте ми дека имаме големи забелешки на начинот на кој се спроведува сето тоа. Зашо го кажувам тоа? 15 години. На истиот начин се спроведува акција кон таксистите. Значи, сите тие што имат, што возат, што се одлучиле, што се означени како такси возила, не зборам за мојата компанија, буквално за сите, се вадиле лиценци до сега. Значи, 15 години он или 16, 4 лиценци извадил. И сега доваѓа у ситуација исто, што он е речен, он мора да вади документи. И сега, значи, на истиот начин, овластените инспектори, заедно со службени лица, вршат контрола на тие лица. Додека лицата, кои 15 години ниеднаш не се извадили лиценца, кои 15 години се кријат од закон, се провлекуваат. И што се дешава сега? Ево, јас имав моите компании директно 2-3 состанока да ја кажам дека мора да се извадат ако сакат да возат такси превоз. Мора да се извадат сите документи. Меѓутоа одговорите, знаете ли кои се? Да, Јоцка, ние ќе извадиме кога сега 15 години вадеме, некој ниеднаш не е извадил, те ги возат такси. После по паркинзи ќе покушам да ви го пишам сите проблеми со кои се соочуваат, со кои доваѓаат до мене, ја не возам у град. Колку такви возила во моментот според вас од прилика има кои што немаат лиценција се занимаваат со такси превоз? Немам таква бројка. Знам дека оваа е прекршителна година, кажав ви, значи, дека сите кои ќе сакат да занимават, ево, и од мене, од овој место, сакам да ја порачам. Сите што сакат да занимават со такси превоз, нека си ги спремат документите, нека вадат што поскоро. Од причина што јас сметам и верувам овај пат дека познавајќи го градоначалникот, познавајќи состојбата во такси превозот, дека мора да дојде крај еднашка на тоа што до сега се дешавало. И до сега, значи, сите вадеа лиценци. Да, и сега ќе извадат, сите ќе вложат напори, кои со кредити, кои со позаемување на пари, не е проблем, ќе извадат лиценци. Меѓутоа, верувајте дека сега и ние како таксисти ќе се организираме така, за да сите оние што нема да извадат, кои ќе ни бидат нелојална конкуренција, остро ќе реагираме. Дали кај локалните, дали наш начин. Тука зборам како Сдружение на лиценцирани автотакси превозници, како председател. Јас, ево уште еднашка апелирам. Времето е многу кратко. Значи, сите што сакаат да се занимаваат со такси превоз, нека се подготват, нека се пријават за полагање за сертификати за такси возачи, нека си припремат, нека си уплатат за фискални апарати, за да сите викат последниот момент ќе извадат. Меѓутоа, времето кое треба за, ако утре уплатат, или у понеделник ќе уплатат за фискален апарат, месец дена минимум ќе треба за да дојдат сите документи. Најмалку, можно и месец и пол, зависи кога ќе се закаже полагањето метеорологија, кога ќе се закаже полагање за сертификат. Значи, сите тие работи наведуваат и уште еднаш од ово место ќе повторам. Сите што сакат да се занимаваат со такси превоз, да не чекат последниот ден, уште од понеделник, да си ги поднесат сите документи, да се заинтересират до надлежните, да што поскоро си ги извадат документите за да не доаѓаат у ситуација како што е ситуацијата сега да морат да ги пишуваат или не знам што. Од причина што јас ево од ово место ќе ветам дека ќе направиме се да не се повторе до сегашната ситуација, сите што ќе ни бидат нелојална конкуренција, заедно со локалната, да можеме да ги тргнеме и за да може такси превозот да екзистира. Ако не, ако стане со оваа ситуација, такси превозот, сите што ќе извадат лиценци ќе дојдат у иста ситуација
ќе мора да ги затворат фирмите, нема да може да се осигурат, сите девачки нема да може да си ги платат, ќе бидат принудени пат да бидат деви. И ако имат извадена лиценци. Лиценцата е еден документ кој те означува како таксист, али ако немаш средства да си ги платиш давачките, таа лиценца ќе дојде во ситуација да не може да ја користи. Ќе оде камион, ќе вози, ќе оде да речеме од некоја друга фирма, ќе оде во Италија, не знам и така натаму. Која е одговорноста на еден таксист кој што нема извадено лиценца, добиено сертификат, а се занимава со ваква дејност, во случај кога ќе се случи некаква незгода, сообраќајка, ќе има повреден, да речеме, патник, има ли некаква одговорност кон него? Значи, сите што се вадиле лиценца, јас зборам сите што се вадиле, значи, возилата се регистрирани како такси возила. Значи, нема бегање тоа. Со самото тоа што е регистрирано или има табла, ево, да конкретизирам, како такси возило, значи, кога ќе оде да го регистрира возилото, осигурањето, значи, му плаќа повише 30% од онаа вредност што ќе плати обично физичко лице. Значи, со самото тоа што ставил табла и вози такси, он е регистриран више како таксист и во осигурителните полиси, зборам за тие што се вадили до сега лиценца. А тие што, ја верувам, што возат под табли, сигурно се и вадиле. Значи, тие се платиле во осигурањето и тука одговорноста, мислам дека исто како сите други, тие имат покриено, не дај Боже, ако се случи нешто. Имаше забелешки порано дека возат премногу млади лица такси возила, кои што немаат доволно возачко искуство и може да представуваат еден вид да ја загрозат безбедноста во сообраќајот. Сега велите дека се променила состојбата, сега возат постари. Што значи тоа? Па вака, значи, младите обично сега не е толку атрактивно да возиш такси како што беше некаде, ајде да кажем 2006-2007, кога постојат десетина компании. Сега има такви, кои, ево пак ќе кажем, не сакам да именувам, али има дечки што се положиле пред година време, знаеме дека не може. Има луѓе што користат и алкохол, возат такси, мислам, ајде да се ограничам, пошто овде сум да зборам за доброто, за сите заеднички, да појдеме од оваа точка, значи да ги отстраниме сите аномалии, таксито да дојде до еден степен дека ќе има повише таксисти и ќе оде напред. Значи да не се враќаме кој вози што возе, и ќе оставам самата јавност да оцене, да гледа кој вози такси. Поради овие проблеми, постои ли можност да се вложи во нови возила? Факт е дека во моментот возниот парк, би рекол на сите компании, барем они кои што се лиценцирани, дека е постар во просек од 10 години, можеби. Вака, значи, жалосно, во што ќе го споменам, таксистите со овие цени и на овој начин како се работи. Не нови возила, добро ако може да се купат нови гуми. Значи, и оце, како и оце некој може да го гледа. И оце од 5 работе до 24 или не знам колку. И оце има ново возило, дали го пита некој, дали е земал кредити, колку има кредити. Значи, ама јас немам дека да одам. Јас сум се одредил такси да возам и ако, што викаше еден мој колега, ќе го спомнам сега тука, Драги 78, исто фамилиарен бизнес му беше и се занимаваше со такси. Неодамна пред 2 месеци затворил. Знаете ли он кој што кажуваше? Кучу ќе да срушим, али такси нечу да затворим. Али ево затвори. Од која причина? Сето во што го кажувам, значи е тоа. Жалосно е што немат средства да си купат гуми, а него ли па нови возила. Да, можат да влезат во таков ризик, али секој кој ќе купува ново возило прави пресметка колку, што, како, за да може да си плате рата за кредит, да си плате осигурање, за да биде легален таксист. Ако купе ново возило и биде нелегален таксист, тога е дека му е крај. Значи, тука е симптоматична и многу лоша ситуација. За нови возила сега мислам дека 99% од таксистите не размислуват. Дај Боже да дојдат подобри времења, тогаш да. Имаше еден период кога возилата мораа да бидат означени на соодветен начин, да располагаат со соодветна опрема.
условно речено, димензии, можеби за да може да овозможат нормален превоз на патниците. Се почитуваат ли тие стандарди, норми? Вака, значи, ќе морам да спомнам дека имаше закон, сите што нема да се занимаваат со такси превоз или се фатат со возила да вршат такси превоз, а не се регистрирани за тоа, да и се одзимат возилата. Тоа се си укочени 2-3 возила беа одземени. Не сакам да навлегувам дали било исправно или зашто и како. Меѓутоа, од таа причина, што дојде се до сознание дека тука во такси превозот возат, ајде да не кажам, смета се како социјална категорија. Законот беше повлечен. Законот со кој се одзимаа возилата за сите што не беа регистрирани како такси возила, а вршеа јавен превоз, можеа да се одзимат и на тој начин. Дали некој ќе беше погоден, дали јоци, дали друг. Значи, ќе си ставеше во главата дека или ќе се занимавам, ќе извадам се документи, или не сакам да рискирам да ми го земат возилото. Значи, тоа беше начин на кој можеше да се среде тоа. Тоа беше на државно ниво. Зошто се промени законот? Ако бил ефикасен? Укинаа го законот, не знам од која причина, не сакам да коментирам, законот за одземање на возилата, дали на Уставен суд, не знам, значи укинаа го тоа, тај закон да може да се одзимат возилата. Единствен начин, значи, е тоа за да може сите, и сега многу, ајде да не кажам па жалосно, ќе се одбележи, ево, Ајтовски вози такси. До него 10 возила, што одбележено ништо му взимат лево. Киде до Скопје е возилото, тај што е одбележен, ќе го казнуват, а овај ќе си вози, нема. Имаше порано построга контрола, барем така се зборуваше на отворените патишта, спомнавте Скопје и другите дестинации, се контролираа возилата, дали вршат такси превоз и дали се имаат дозвола, лиценца. Дали сега има таков случај? Вака, значи, таа контрола, јас знам дека излава на Свети Николе, не знам, а колку успеа да се справи со тие што возат за Скопје, не можам да коментирам, пошто јас така не возам. И во мојата компанија не возат така. Има укочени. Јас не сакам да именувам, има укочени такси компанија што вози така, или, ево, друштво за такси превоз, што има неколку возила, не сакам да улавам у тоа, дали осигурано, дали вози по фискален. Значи, има такво нешто, меѓутоа, тоа сега функционира така за жал. И на тај начин, на легалните таксисти и се одзима дел од колач. Пошто вие, ако немате таква компанија, сакате за Скопје дојдете, се јавите у некоја такси компанија, нели? Истата таксен компанија зима дел од автобуските линии. Тоа е линиски превоз. Тоа е спротивно на законот, али тука надлежните треба да си преземат. Искрено да ви кажам, и јас возев у почетокот така. И откако почнаа контроли, откажав не возам више така. Тоа е некаде 2-3 години сум возил и јас. Линиските превозници се реагираа на таквата постапка. Своевремено знам дека пред неколку години сите автобуски линиски превозници и останатите реагираа дека таксистите им го земаат колачот, паркираа, да речеме, на автобуските станици во одредено време пред да тргне автобусот и на некој начин им ги земаа патниците. Сега се случува ли таа слика? Имаше кавги, караници на автобуските станици? Сега има помодерен начин, значи не мора да одат на автобуски, телефонски се договарат, се дават разни визит, карти и така телефонски се договараат. Не сакам да улавам у тој дел, пошто, искрено да ви кажам, и таа не е лесна работа, и тие што го работат тоа, и тие се приморани од нешто да го работат тоа, меѓутоа јас сакам да се навратам, ево, за укочење. Знам дека имаше реакции од Автоатом, дека таксисти откочени изимат дел од колач. Не е вистина. Таксистите кои се како таксисти водат укочени не одзимат дел од колач.
ајде ќе појдем по паркинзи, за да може сега овоа нека биде и лоцирање на проблемите на тие што возат во градот до верувам ќе стигнат ово што ќе го кажам и до надлежните институции за да можат да реагират, за да го спречат тоа во иднина да не се дешава. Пошто тоа е многу битно, ако се успее тоа да спрече, ќе можеме ние да функционираме и тука нелојалната конкуренција ќе се намали. Ќе појдам од автобуска. Ние сите што се занимаваме со такси превоз сме, добро е познато на јавноста, у ќош, под зградата или под муневи. Сите други што се диви, се учело пред житото. Кога ќе излезе патник од житото или од автобуска, патникот не може да дојде до правите таксисти. Зимат ги торбици, качуваат ги во возилото. Тоа е едната работа. Друга работа. Каменица, не знам, Делчев тип. Тоа е факт. Дали некој замижува пред тоа? Или не сака да го види? Или мисли дека нема решение за тие? Значи, од таму се зимат патници и се возат автобус, картиш тип, каменица, не знам дека. Значи, тоа е факт. Тука сакам посебно да обрнем внимание, да се обрне внимание, пошто тука многу голем дел од колачно се зима на автобус. Знаеме таксито дека најдобро функционира во централното градско подрачје. Автобуска, Трговски, Судо, Стришани, Плоштадо. 5 постојки се. Тие 5 постојки да се средат, оти да речеме од тие дивите не идат у Сивидом да се паркират. Ајде, ако ние не се паркираме у Сивидом, како ќе стигнат од Берут луѓето до градот ако немат такси превоз? Значи, таму е едниот проблем. Другиот проблем. Кај суд. Кај судо се паркират, пазите, тоа е спротивно на закон. Не смеат да се паркират возила од друга општина. Тоа ни се дешаваше на автобуска со Виничани. Фала на Богу, јас мислам дека тоа е спречено сега. Ево, јавно повикувам, тоа подитно да се спречи. Не смеат да се паркират возила кои се од друга општина да носат од Кочани спрема другите општини патници. Тука зимат и на Автоатом, тука зимат и на нас како такси превозници. Таму, исто кај судо, морам да поменам, користат секакви начини за да се скријат. Сеја кога се овие контроли. Значи, ние доваѓаме на удар, тие се повлечат. Аферим, поздравуваме контролата на сите нас, нека се воде, нека продолжи исто темпо. Ние сме решени ќе вадеме и колку да не пишуват ќе извадеме и ќе плаќаме. Меѓутоа, како што се прави кај нас една недела акција, нека се направи акција на тие сега што ќе лоцирам сите проблеми за да можат да осетат они и таксистите да осетат да добијат волја, за да можат да извадат, да речат да, сега ќе не заштитите од нелојалната конкуренција, дајте да се извадиме и документи. Значи тоа ќе даде волја и верба на сите што сакат да занимаваат со такси. Значи, да продолжам. Кај суд, дешава се да излезе инспекција и нема ни една кола. А таму знаеме како е. Стришани, иста ситуација. Возилата што се занимаваат со такси превоз. На такси постојката од лева страна, возила кои возат на диво 15 години не са ни помислили да извадат лиценца. Па ќе молам. Како овај таксист што вози такси што занимава, ајде да крстам ги што има табла, како он ќе има волја, кога овај пред очите му ги зима парите, ништо не плаќа, а овај не може возилото гуми да си купи. Значи, треба тука малку да се работите, јас верувам дека ово ќе го слушнат сите надлежни, па и граѓаните ќе го слушнат, дека тука треба да се реагира. Тука е неминовно. И тие истите диви, за мене са диви, вршат линиски превоз и тоа е спротивно на закон. Значи, не може, недозволиво он да оде по патници да ги собира, да ги качува колата по четворица. Ако он не ги качува, такси возил што стои на постојка, кај него ќе се качат. Од тие четворица што ќе качат до Облешево или не знам до дека, ќе може да си плате и данок на државата, ќе може да си плате и осигурање на шофер, ќе може да си плате и нова кола да си купи. Гледате ли можност решение, бидејќи на овој начин се работи за еден вид сива економија, неплаќање даноци, избегнување давачки? Сега сакав само уште две постојки да спомнам и после ќе спомнам значи нашето видување на сета таа ситуација. Трговски, значи слична ситуација. У Трговски ние имаме возила, нека ми извинат, што не са бели,
Значи, тоа и граѓаните го гледат, ја не мора да го кажам сега. Трговски на площада има возила што не се бели ставиле табли воз. У ситуација кога граѓаните немат избор, ќе се качуват и со тие, и се качуват. Значи нема друго возило, мора да се качи со тоа. Тоа дали е уред? Значи тоа не е уред. До 3 сато, 4 одат на работа, отидат дома ручок, одморат 15 минути или 1 сат, у 6 става табличката дозгоре, оде у трговски се паркира, од место качува. Ако нема такси, он ќе звоне на такси компанија. Ќе дојде, ќе го земе од трговски. А ако не мора да звоне, он си има див таксист пред него, качува се нормално, секој јас да ќе гледам да си завршам побрзо работа. И ако сеста треба да проработи, секој што ќе плаќа ги давачките на државата, со тај да се користи. Меѓутоа, тоа е потом. Площада. Жалост. Верувајте, и од граѓаните од зградата, и од Комерцијална банка имаме реакции. Дека пред Комерцијална банка се паркират секакви возила и вршат такси превоз. Дури сега, у четврток, ние не можеме да се паркираме на площада. Дали сме диви или не сме диви. Ево, код такси компанија, нашите возила не може да се паркират. Не само на Джокер. Сите. Нема место или не ви е дозволено? Има од диви. Зафанаме паркингот за кој ние треба да платиме или сме платиле. Ево, јас лично имам извадено. Моите такси компанија има извадено до 2021 година лиценца и извод на лиценца на возилото. Ево, за мене ќе зборам директно. Значи, моето возило да сака да се паркира на площада не може да се паркира. А е платило 8.000 динара за паркинг. Жалост. Е, тук сега што сакам да кажам, има ли решение? Значи, мора да престане. Мора да престанат изговорите. Немаме решение за нив, он е казнуван толку, на судо ни паѓат решенијата, изговор, он толку казни има. Ќе ве молам, значи, немојте. Ако вие нив не ги казнувате, не казнувајте и нас. Значи, не пишувајте. Дај сите да бидеме диви, па да видиме како ќе стигне работа. До тај степен е дојдел. Значи, нема изговори. Ако некој, нека ми зинат и инспектори кој, не е способен, ја не сакам ја да му кажувам кој треба да работи. Али, он е учил школа за тоа. Он за тоа зима плата. Ако мисли дека не може да обавува таа работа, дали инспектор, дали еден, двојца, тројца, колку функционира цел град, не е битно. Ако не се способни да вршат, нека повелат, речат, градоначалниче, Јоце, куче, магаре, ние оваа работа е тешка, не можеме да обаваме. Нека станат луѓе што ќе може да вршат таа работа. А не да кажуваме, решението ќе му падне на судо, има многу казни, крие се. Ние ли треба да ги тражиме таксистите кои зимат од колача на вистинските таксисти? Значи, само на тај начин, без селекција, без пардон, можат да се отстранат дивите, за да можат сите и вие, кога ќе видите дека има, и секој друг, дека има ред у такси превозу, ќе купите нова кола, па ќе дојдете кај Јоце. Јоце, јас имам фирма, може ли да учленам кај тебе? Мојата компанија, значи, учленува возила. И централа може да даде на секој кој ќе дојде кај мене и ќе рече, јас ќе си примам шофер на мојата фирма, кај тебе да користам централа. И ќе си исплатиш возило, ќе си купиш друго, па трето и така. А вака, и ти што има може само да речат пријатно, ништо друго. Каква е составата во другите општини, другите градови? Имате ли контакт, разговарате ли, дали се соочуваат со истите проблеми или пак таму има други специфични проблеми? Вака сега, значи, ние имаме контакти, јас како председател на Сдружение на лицензирани автотакси превозници, значи, имаме контакти со сите градови, поаѓајќи од Тетово, завршувајќи до Битола, Штип, Берово и Виница, ајде. Значи, со сите разговараме. Проблеми има секаде. Не дека е идеално. Ево ќе ви кажам, со самото тоа што воземе секаде 50 у градот, тоа мислам сите, и у Штип возат 60 или у Виница 60, самото тоа кажува дека такси превозо е, според мене, треба да е нешто друго, али е потреба. Сега, колку е тоа исправно? Ние, ќе ви кажам, не сакам да именувам
никој имавме ситуација кога возевме по фискални едно добри 3 недели. По фискални ти издаваш се фискални на патниците, излаваи, инспекции се. Меѓутоа, не знам од која причина. Уведе се да се вози секаде 40 у градот. Па ајде 50, па ајде, сега вини се слушам 60. Значи, целокупно ќе кажем на ниво на цела држава, такси превозот, дали го сметат како социјална категорија, па прават толеранции. Меѓутоа, јас сметам дека на ниво на цела држава дојдено е време, со самото тоа што државата тражи GPS каси, значи нема бише, ќе ставиш фискална, нема да го уклучуваш, или у трговски ќе се паркира возило, ќе погледнеме, има фискална, не се возиме со него. Значи, со самото тоа што GPS ки има касата, не смее тај што ки има GPS каса да не уклучува. Тука одма, значи, ќе се интервенира до одредени институции дека ќе реагират. Значи, на овај начин мислам дека крајно време е дојдено на ниво на цела држава, не само во Кочани, дека такси превозот ќе се средува. И пак ќе повторам сега. За Кочани зборам. Како и да е на другите општини. Апелирам, значи, подитно сите што сакат да занимаваат со такси превоз, одма да си купат фискални. Кој нема фирме, за еден ден се ваде фирма, ако некој има такви, за еден ден фирма може да изваде. Значи, да си купат фискални, да си ги поднесат сите тие што имат фирми, да си ги поднесат документите до општината, да се извадат на време, да не дојдат у последен момент да трчат по средување на документи. Колкав број на точно такси станици има во Кочани, постојки, каде што можете да паркирате? Па мислам дека вака 7 или 8. Сите тие имаат одреден број на возила, колку што можат да примат? Да, па според тоа што кажав, значи општината одредила 150 возила, а кога ќе ставиме во обзир дека дел од тие возила се во движење секој пат, сите не се паркирани, значи според тоа се одредени. Секоја такси постојка има бројка колку може возила да се паркира. Ма видливо е дека на некои такси постојки има поголем број, на некои недостасуваат возила. Зборувавте и вие дека некои се поатрактивни, можеби, трговски центар во близина на... Сега ќе ви кажам од која причина е тоа. Значи, самото тоа, што нафтата се покачи на 63,5 денари, доведе до ситуација да не ги качеме цените, а да тражиме други начини за да можеме да обстанеме. Ево, спомнав преска, значи ние од 2017 такси Джокер броеше 30 возила. Сега број 60. Од која причина? Сите помали, ево и од Асови, не знам, од други фирми. Една фирма, еден шофер. Или 2 возила има, една фирма. Сите тие се здружија, не само у Джокер, некој у Ројал, некој у Буамара, и се здруживме повише возила во една компанија за да можеме да се паркираме најблиско дека ние и за да можеме да немаме повише празни километри. И сега дешава се и тоа да речеме кај Рого, ево таа постојка, оде до Усо Чешма, он не може да одмине таа постојка од причина што ако одмине, он работи за џабе. Значи, ево ќе карикирам, Бейрут до Усо Чешма да однесе патник. Он треба 1 кило гориво да потроши, тоа е 60 денара, а он ќе му земе максимум 60. Како може да обстане? Логички, значи, од таа причина довадимо ситуација на такси постојки да нема возила. Кога ќе друга ситуација, кога ќе се биде, надам се, како што треба, тогај ќе може да се врати. Цената ја одредува Совето, ние тогај ќе поднесеме, ако видиме дека не можеме да останеме, да се зголеме цената на такси превозот. Ако има потреба, ако не, ќе возиме според тоа што сме договорили. Цената на такси превозот ја одредува Совето на општина Кочани. На последниот состанок кој што го споменав на почетокот на емисијата, што го имавте со представниците од локалната самоуправа и од полициската станица, имавте констатација дека такси превозот е пред згаснување, пред умирање. Се уште ли стоите на тоа дека ако не се поправи состојбата дека ќе нема такси превозници барем лиценцирани? Да, се уште. И одговорно тврдам дека тоа ќе се деси. Зошто би се десило?
Самото по себе е поврзано. Ако останат диви таксисти, значи, цената нема да може да се каче ако се јаве потреба. Зборам, тоа на времето ќе каже. Значи, со тоа што самите диви таксисти ќе возат 50, морат и тие што занимаваат легално и што имат документи да возат 50. Ако не, нема да возат. Тоа е факт. Секој, и ви и јас, ако е 10 динара поевтино, ќе идеме кај тај дека е поевтино 10 динара. Нема да идеме у било која такси компанија. Мене ми е битно да заврши работа. Такво е размислувањето, да речеме. И сега, ако останат дивите, 50 ќе остане да се возе, нафта е сега 63, уште едно качување нафта, значи тогава можеме да ги паркираме возилото. Кажувам со едноставен пример. Од Сиви дом до Трговски он треба да потроши 50 динара, а ќе ви земе на вас 50. Како може да обстане? Значи, тотално, крајно време е да се нешто преземе и јас се надевам и ја поздравувам акцијата на локалната власт. Поздравувам акцијата на градоначалникот и ги охрабрувам. Нека продолжат. Ама, нека ги имат у предвид и нашите забелешки да ни дадат волја и на сите таксисти да дадат волја за дека ќе се среде нешто. Нема да остане сега кој изваде, после да се повлечат институциите. Значи, да и дадат волја, нека една недела сега се кај нас у контрола, нека идат една недела, нека изнајдат. Не можам јас да ја кажам, нека изнајдат начини. Нека сите овие проблеми јас што ги луцирав, нека изнајдат начин тие да ги тргнат, да добијат волја сите таксисти, ќе се зголемат тие што сакат да занимаваат со такси и на тај начин такси нема да згасне таксито. Иначе овака, верувајте ме дека тие што возат диво, он сега вози, ќе му текне, утре не вози. А тај што занимава со такси, он нема утре не вози. Мора нон-стоп да вози. Верувајте дека дешава се, ево, поради оваа ситуација, последен, пошто јас, кажав, одамна функционирам, и дешава се ноќи родители да ми звонат. Јоцка, де, ако сакаш пушти една кола, дето ми од дискус нема кој да го донесе. Да не одам ја. Значи, до тај степен е дојдено. Дека луѓето и сакат да си платат. Ама нема да можат, и сега не може да има такви ситуации, верувајте, јас седам дел на централата, дел возам, значи јас сум 24 сата у такси, ја друго не се занимавам, со тоа се занимавам. Значи, седејќи на централата, гледам ги ово што се дешава и плашиме дека ќе дое стварно до згастување на такси превоз. Вика луѓето, прати ми за колку време? 15 минути, ќе чекам, 15-20, звони ми, значи, чиме дојде на тај степен? Луѓето да чекат 15 минути, такси се вика да идеш да завршиш побрзо работа, не 15 минути да чекаш, па место 15 чекат и 20. Значи, до тај степен е дојдено, да, крајно време е да се преземе нешто, ама в вистинска смисла на збор. Не само акцијашки. Пак ја повторам, добро е ова, ама нека се посочат институциите и на тие проблеми јас што ги посочив, за да може да ни дадат волја сите што сакат да занимаваат со такси, да се извадат и уредно да занимаваат со такси превозници. Како председател на Сдруженијето на такси превозници, веројатно имате подршка и од другите компании, не се многу, рековте на почетокот, уште неколку ги има кои што активно работат. Имате подршка од нив и заеднички действувате, верувам. Јас, значи, ќе ви кажам, конкуренција си и конкуренција. Ја се сметам како компетентен да зборам за такси превоз, кажав, од која причина, ќе повторам. Значи, јас сум единствен што професионално се занимава со такси превоз од собствениците. Сите други имат по нешто друго работа. Не сакам да зборам, они си знаат. И од таа причина мене највише ме боле. И јас не чекам од другите такси компании да ме поддржат или не ме поддржат. Ама во што го зборам е реално. Јас зборам како председател на Сдружение на лицицирани автотакси превозници, само моите компании колку има, а верувам и од другите компании. Моите компании се фирми, не е Јоце единка, значи Јоце има 2 или 3 коли, не е битно и има толку сигурен или не. Ali evo, ќе ви кажам, има такси компанија што има 9 возила кај мене. Таа такси компанија или тоа друштво. Значи, дадело ми доверба и слобода да ја можам да зборам и у негово име. Има 6 или 7 фирми. За мене е доволно, пошто ние сме најбројни, 60 возила, пошто сите тие што се кај мене се занимаваат професионално со такси превоз,
да јас го бранам нивниот интерес, а со тоа сметам дека на сите укочени што сакат да занимаваат со такси превоз ќе биде подобро на овај начин што јас сум замислил дека може да се оствари. Верувам дека барем дел од проблемите разјаснивме не само за оние кои што се занимаваат со такси превоз дејноста и надлежни, туку и за граѓаните, дека и тие треба на некој начин директно па и индиректно да помогнат. Рековте дека треба да се подигне онаа свест, дека треба да се користи оној кој што плаќа на државата, ги дава сите давачки за да му се овозможи да ја продолжи дејноста. Се надевам дека доколку произлезат нови моменти во наредниот период, ќе можеме повторно да поразговараме, да пофалиме нешто, можеби и повторно да искритикуваме и да ви се заблагодарам што вечерва бевте наш гостин. Јас исто сакам да се заблагодарам на телевизија Канал 8, што ми овозможи преку вашата телевизија да ги искажеме нашите забелешки, нашите проблеми со кои се соочуваме, кои верувам ќе вродат со плод, ќе стигнат до надлежните и се надевам дека и свеста кај граѓаните ќе стигне до тај степен дека ако сакаме нешто да функционира во градот, мора да биде легално и секој нај што ќе си ги плаќа давачките, тај да работи. Секој нај што ќе сака законот да го изигра, за жал мора да смисли некој друг начин да дојде до средства, а не у такси. Ја верувам дека не е само такси, ние сме, јас зборам за таксито. У секој бранша има, не сакам да навлегувам понатаму, али меѓутоа јас надам се дека свеста кај граѓаните мора да превладее и да за едноставно кој ќе користиме нешто, тај што ги плаќа давачките, кај тај да се користи услуга. Уште еднаш благодарам, сакам да апелирам до таксистите, сите што сакат да занимаваат со такси превоз. И замолувам ги, у интерес и на граѓаните, и на општината, и на самите себе, прво на самите себе, на време да си ги поднесат документите, сите документи, за да можат да бидат легални, а јас, ево, верувам овај пат, дека локалната и сите институции ќе помогнат да можат тие што ќе занимаваат со такси превоз, да можат да си ги плаќат давачки, да не одат камионџии и да ги затварат фирмите. Благодарам. Благодарам јас. Јоце Каров, председател на Сдруженијето на лиценцирани автотакси превозници од Кочани, беше наш вечерашен гостин. Почитувани гледачи, разговаравме за проблемите со кои се соочуваат таксистите. Неговото тврдење дека такси превозот е предзгаснување, верувам дека ви ги разјасни неговите објаснувања во текот на емисијата. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер. Довидување.